Една од сведоштвата за мачеништво, кои што се најпознати до ден денешен, збориме веќе скоро 20 векови христијанство, ама една од најпознатите сведоштва за мачеништво на христијани доаѓа од втор век. Човек по име Поликарп, може би сте го слушнали до сега, ама човек по име Поликарп, кој што важи за еден, ако некој пат читате црковна историја, ги нарекуваат тие апостолски отци на верата. Причината зашто ги нарекуваат апостолски отци на верата е затоа што имале некаков директен контакт со апостолите. И заради тоа, после тоа оние превземале работата во црквите, нели, ја превземале одговорноста и привилегијата да го шират христијанството, и биле едни од оние кои што биле на први борби редови во однос на прогонството за верата. Поликарп е еден од тие апостолски отци кои што се нарекуваат и живеел во вториот век. Во 155 година локалните римски власти во градот Смирна, запамтете го овој град бидејќи е важен за денешната проповед, локалните римски власти во градот Смирна пишуваат потера против него и сите се обидуваат од локалните војници, римски војници се обидуваат да го најдат, да го фатат, да го заробат. Имат две цели со него. Или да го натерат да се откаже од христијанската вера, или да го побуват. Ако не сека да го направи првото, ќе мора да го направат второто. И сега, христијаните во Смирна, ова е на некој начин ова е епископот во Смирна, ако може така да кажем, во тоа време. Значи во локалната црква во Смирна во тоа време он бил главен, како што денеска има, нели, во поголемиот дел од цркви имало пастори, во тоа време имало епископи, така ги нарекувале. И он е главниот во црквата во Смирна. И сега замислете, имате водач на црква кој што локалните власти го бараат и он вика, ако ме најдат не е голем проблем. Ама црквата му вика, човек, земи криј се, а тоа што ако те најдат тебе, што ќе правиме без тебе? Ако те заробат, кој ќе води оваа црква? Ако те заробат, кој ќе поучува? Кој ќе проповеда? Кој ќе ни даде духовна насока кај ќе се движиме и така натаму? И за кратко време, мислам, он не сакал да се крие, ама некако го убедиле. И се скрил во Смирна, траело некое време и после некое време некој младо момче кажува каде се наоѓа Поликарп и го наоѓаат римските власти, мислам, дознаваат кај се и праќаат војска. Праќаат војска кај него и се во што го кажам не е бајка, не е нешто измислено, стварно се случило во 155 година. Доаѓаат војниците кај него наоружани, мислат дека фаќаат криминалец. Тропаат на вратата, не знам дали тропнале, може да искршеле вратата, влегуваат кај него дома и наоѓаат 86 годишен старец. И очекуваат дека он ќе се бори, дека ќе бега и така натаму, ама он ги очекувал. Ги очекувал и кога доаѓаат кај него, сретнуваат нешто што претходно никој пат не го сретнале кога биле во потера по некој човек. А тоа е дека он ги кани на ручек. Им дал за јадење, им дал за пиење, им рекол, знам зашто сте овдека и побрал само една работа од нив. Може ли да ми оставите уште еден саат да се молам и после тоа правите што ќе правите со мене? Јас викам, кога би можел вака да им пристапувам на сите животни ситуации кога знам дека ќе сгусти после некој време. Еден саат со Бог, па после што биде нека биде. Го фаќаат, го носат пред локалните власти кои што треба да го судат. И идејата е таа. Ајде да се обидеме да го натераме Поликарп да се откаже од христијанската вера. Зошто? Затоа што ако Поликарп како водач на црквата се откаже од верата, многу е голема шансата дека и тие кои што се дел од црквата ќе речат, ако пасторот или водачот го направи тоа, па можам јас да го направам тоа чисто за да спасам жива глава. И ова е интересно затоа што сите вие кои што сте водачи во било кој контекст, водач во црквата или водач во семејството или како и да, мора да знаете дека имате одговорност бидејќи другите се гледуваат на вас. Начинот на кој што имате, на начинот на кој што му пристапувате на Бог во различни животни околности, многу ќе влие на тие кои што гледаат на вас и викаат, па ајде нели ти веруваш. Ако ти паднеш во верата, големи се шанси дека и другите ќе паднат во верата. Ама тоа е друга тема. Прво му се закануваат дека ќе го дадат на диви животни, дека ќе го дадат да биде распрчен од диви животни. Ама Поликарп бил тврторев, не попушта. И после некое време
мовет со него, сватиле дека овој човек нема шанса да попушти, на крај му рекле, окей, штом сакаш така, штом не сакаш да се откажеш од Христос. И некој пат им кажано кога му рекле, ако не се откажеш од Христос. Поинтата било да хули на Христос, да каже дека тој не е Бог, да каже дека Цезарот е Бог. И му рекле, штом не сакаш да се откажеш од Христос, ќе те фрлиме на диви зверови. И еве што кажал. 86 години му служев. И тој никогаш не ми сгреши. Како да богохулствувам против царот кој ме спаси? Замислете кој став. Значи, овие сакаат да губят. Викаат, ако не се откажеш од него, готов си. Овие вика, толку години. Бог ништо не направи лошо против мене. Како да богохулствувам против него? Како да се откажам од него? И овие му викаат, оке, ако не сакаш така, ќе те ставиме на клада и ќе те спалиме жив. И неговиот одговор бил следниот. Ми се заканувате со оган кој гори кратко, а потоа ќе угасне. Но вие не знаете ништо за огнот на судот кој доаѓа и ќе биде вечен. Тој оган е за сите кои веруваат. Ајде, што чекате? Направете го тоа што го сакате. Значи, на некој начин како да им се контра, овој викаат, веќе те спалим, овој вика, па што ако ме спали? Овој оган колку време ќе трае? Ќе трае кратко. Ама, дури и во тие моменти, на некој начин ми сврачи на другите, им вика, ама пазете се од вечниот оган. Бидејќи секој ден ќе го искуси доколку не исповеда вера во Христос. Го припремаат, го ставаат на клада и според преданието не палат оган околу него и огнот не му наштетил на некој чудесен начин. И она што се случило после тоа, земал некој од војниците го прободел и така умрел. И сега, зошто го кажам се во ова? Затоа што Поликарп, како што спомнав претходно, бил водач на црквата во Смирна. Пред неколку недели почнавме со проучување на Откровенија и стигнавме минатата недела, или предната беше, стигнавме до моментот каде што почнавме да проучуваме писмото на Исус до црквата во Ефес. Следно писмо е писмото на Исус до црквата во Смирна. Ова е напишано некаде 90-тите години, а мачеништвото на Поликарп е 50-тите години од вториот век. Ова е 90-тите години од првиот век. Значи, сеќавате некој пат кога гледате филмови, има некоја сцена и после тоа пишува 3 години порано. Ова мачеништвото на Поликарп беше 155 година и сега одиме 60 на години порано. Ама многу е важно да го имаме на ум, бидејќи токму со тоа се соочува црквата од 90-тите години, како што читаме, па се до 155 година, па дури и понатаму. Сега, пораката до црквата во Смирна, Откровение 2 глава, од 8 до 11 стих, ако не се лажам, да, значи ова е најкраткото писмо. Христос праќа писма до 7 цркви во Откровение, ова е најкраткото, само од 3 стихови се состои. Слично како и Ефес, минатата недела зборувавме за тоа, Ефес ви кажа дека бил град каде што имало паганизмот бил на многу високо ниво. Значи се обожувале многу пагански богови. Слично како на Ефес и во Смирна го имало тоа. Според тоа што го читаме во историјата, имало храмови посветени на Зевс, Аполо, Афродита и други богови, ама покрај другото имало и храм посветен на Цезарот. Сега, името Смирна е многу важно. Пред да почнеме да го читаме текстот, односно пред да почнеме да го обработуваме текстот, многу е важно да го запазиме значењето на името Смирна. Ај прво ќе го прочитаме, па после ќе разговараме за тоа, ќе размислуваме. И вика вака, значи, Откровение 2 глава од 8 до 11. И на ангелот во Смирнеската црква напиши му: така били првиот и последниот, кој беше мртов и еве оживеа. Ги знам твоите дела, скрпта, или во некој превод пишува страдањето и сиромаштијата, но ти си богат. И хулењата на оние кои за себе велат дека се јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина. Не плаши се воопшто од тоа што ќе треба да го истрпиш. Ете, ѓаволот некој од вас ќе фрли в затвор, за да ви искуша. И ќе бидете нажалени 10 дни. Биди верен до самата смрт. И ќе ти го дадам венецот на животот. Кој има уво, нека чуе што не зборува духот на црквите. На победникот втората смрт нема да му нанесе штета.
Имам едно наградно прашање, ама не знам која е наградата, ама ќе мора да ми верувате дека има награда. Да. Ќе се сетите дека кога читаме за Божик, дека вика дека дојдоа мудреци кај Исус да му донесат подароци. Кои беа трите подароци кои што ми ги донесоа? Како? Злато, смирна и темјан беше ли? Ливан. Да, окей. И сега на кого да му дам наградата? Сите одговоривте. Требаше да дигате рака, жал ми. Награда има позади Славица направи кафе, така да тоа е наградата. Смирна, му донесува Смирна. Името на градот е Смирна. Зошто е важно? Зошто е важна Смирната? И зошто е важно значењето на зборот Смирна? Како што кажавте, му донеле Смирна на Исус кога се родил, мудреците, и Смирната всушност се користела некој пат како мирис, некој пат како лек. Сега, Смирната е смеса, се добива од смеса која што потекнува, која што се добива од посебни дрва кои што ги има само во Афричкиот и мислам дека во Блискиот исто дека ги има, и во арапските предели. Да, сега, за да се добијат состојките потребни за производство на Смирна, дрвата минуваат низ еден многу необичен процес, ако може така да го кажеме. Може би сте читали за ова, ако не, стварно е многу интересно во контекст на тоа што Христос и го кажува на црквата во Смирна. Додека се спремав за проповета, отворив на YouTube и пишав како се добива Смирна. И гледав, визуелно е по-интересно кога гледате визуелно како се добива, бидејќи претходно само читав. Значи имате дрво од кое што се добива Смирна, ама Смирната не ја берете на дрвото. Туку тоа што треба да го направите од тие посебни дрва, не од било кој дрво, е дека треба да земете еден остар предмет и треба на некој начин да го повредите дрвото. Значи се лушти кората од самото дрво. Кој ќе го направите рана на дрвото, после некој време дрвото испушта одредена смеса со која што се брани на некој начин и си ја затвара таа отворена рана. И после некој време остават да исуши тоа, доаѓаат и само го делкаат и од тоа после се произведува Смирна. Мирис и лек. Некој пат и како лек била користена состојките од Смирната. И зошто е ова интересно? Затоа што имаме пред нас, денеска проучуваме писмо кое што е пратено до црква, кое што треба да мине низ одреден процес на страдање. Како што дрвото за да се добие Смирна треба да биде повредено или треба да помине низ одредена болка за да се добие нешто убаво. Христос се вика на црквата во Смирна, ќе поминете низ нешто кое што нема да ви се допадне. И минувате веќе, страдате. Не е лесно. Ама верувам дека пораката покрај другото од ова писмо е дека ако истраат оние кои што се во верата, како што дрвото истрајува, ќе се добие нешто убаво. Секој пат кога минуваме низ одредено страдање, ние тоа на некој начин е исто како дрвото кога е излуштено и има отворена рана. Не е рана можеби физичка, ама можеби некоја емотивна рана, можеби е нешто што се случува во нас. Ако истраеме, верувам дека Божјото ветување како што дрвото дава нешто што мирисе убаво за луѓето, така црквата ако истрае во проблемите, ако истрае во страдањата, ќе биде мислам дека во Коринќаните Павле пише, вика, ние сме мирис, благопријатен мирис пред Бога. И тоа верувам дека е ветување за нас денес. Дека, пак ќе речем, ова се однесува и на црковно ниво, а ова се однесува и на поединечно ниво, бидејќи секој еден од нас си знае која му е раната во себе. Ако бидеме истрени во верата, дури тогаш кога имаме отворена рана, ако можам така да кажам. Ако се надеваме на Бог, дури тогаш кога имаме отворена рана, ние ќе видиме како оние дрва кои што даваат Смирна. Може би да повредени, ама од таа повреда верувам дека Бог ќе даде да излезе нешто убаво. И Христос се представува на црквата во Смирна како првиот и последниот
кој беше мртов и еве оживеа. Кога проучувавме глава 1 од Откровение, ќе се сетите дека сите овие работи, секое писмо кое што Христос го праќа на овие 7 цркви, се состои од 3 дела. Прво, Христос се представува, кога се представува во контекст на тоа што Јован го гледа во прва глава. Се представува, изборува на црквата Христос за добри и за лоши страни и на крај и дава предупредување и ветување. Има само 2 цркви кои што не добиваат предупредување, затоа што немало проблем во нив. Смирна е една од нив. Ама тука Христос се вика на црквата, така вели првиот и последниот кој беше мртов и еве оживеа. Тоа е спомнато и во прва глава 17 и 18 стих. И самото тоа што Христос си кажува на црквата, така вели оној кој што нели првиот и последниот сака да каже, јас сум Бог, ја од секогаш постоев, и дури ако сега Римската империја е силна и ве прогонува така натаму, Бог постоел и пред Римската империја, постои многу повеќе подолго од Римската империја, бидејќи е вечен. Сака да ја каже Бог на црквата во Смирна, јас сум вечен. Не се плашете од она кое што сега е привремено. Ама исто така вика кој беше мртов и еве оживеа. Само Христос може да каже бев мртов и оживеа. Сите ние другите луѓе или кога збориме за луѓето викаме беше жив и е мртов. Ама Христос е единствениот кој што може да каже јас бев мртов, ама еве сега сум жив. И тоа требало верувам да биде охрабрување за црквата во Смирна, бидејќи некои од нив, не само Поликар во 155 година, уште во ова време некои од нив стрададе поради верата. И Христос на некој начин вели, оние кои умираат во мене, не се баш мртви така како што се мисли за сите други луѓе. Оние кои што умират во Христос се живи. Ние велиме дека денес кога читаме за сите овие ликови во Библијата кои што ги читаме, кои што верувале на Бог, викаме, тие се мртви. Не се мртви. Тие се поживи од кога било. Само не се тука живи. Живи се пред Бог. И Христос уште пред да кажува на црквата во Смирна, да, ќе биде тешко и вика, јас сум оној кој што е жив. И вели, ги знам твоите дела, скрпта или страдањето и сиромаштијата. И потоа вели, и хулењата на оние кои за себе велат дека се јудејци, а не се туку се сатанска збирштина. И многу е добро затоа што во првата глава видовме дека Христос оди помеѓу 7 свекници. Или го имаше тоа во првата глава, кога гледа Јован визија од него, вика, се движеше помеѓу 7 свекници. И тој го кажува на црквата во Ефес. Вика, ова го вели оној кој ги држи 7 звезди во десницата, кој оди среде 7 свекници, кој оди среде 7 цркви. Христос се вика на црквата во првиот век и нас денеска. И јас знам многу добро нешто минуваш. И ти вика тебе лично. Јас знам многу добро ништо минуваш. И добрата работа кај христијанската вера е во според со сите други вери и религии кои што ја би рекол дека се лажни, е дека ние имаме жив Бог кој што многу добро знае ништо минуваме. Немаме некој Бог кој што само си седи цела вечност таму горе на небото и само не посматра. Ние имаме отелотворен Бог. Бог кој што дојде на оваа земја и Бог кој што истрпи секаков вид на болка и секаков вид на тага. Во Евреите пишува дека во се е ист како нас, освен во гревот. И кога минувам низ болка, кога минуваш низ болка, Христос може да се чувствува да рече, знам ништо минуваш. Без разлика дали е физичка или друг вид на болка. Сега, Христос се вика на црквата, ги знам твоите дела, и вика, го знам и твоето страдање и сиромаштијата. Ќе збориме после за сиромаштијата. Ама во однос на страдањето, црквата во Смирна страда затоа што е верна на Бог. Затоа што се држеле до Слово, затоа што не сакале да се откажат од верата во Бог. Ама има и друг вид на страдање. А тој друг вид на страдање кога не сме му верни на Бог. Може ја да страдам затоа што исповедам вера во Христос и другите да се смееваат и така, или да ме отфрлат и така натаму, ама има и страдање кај што јас исповедам вера во Бог, а си терам по свое. И секој пат кога исповедаме вера во Бог, а си тераме по свое, Бог поради неговата љубов ќе дозволи одредена болка. Ќе дозволи одредено страдање. Не викам дека секој страдање и болка се затоа што јас не сум уверен на Бог, ама некој пат е логично тоа да го очекуваме. И стварно ќе се случи.
Ама без разлика, верувам дека без разлика дали изворот на страдањето е верност кон Бог или е грев или некаков порок кој што си го трпиме во животот, верувам дека Бог повторно вели, знам ништо минуваш. Знам ништо минуваш и јас сум тука. Самото Божјо присуство не значи одобрување на тоа што го правиме во животот. Божјото присуство, како што ќе видиме во некои од црквите кои што ќе ги проучуваме во Откровение, значи и суд. Ама на црквата во Смирна не е наоѓа ниту една мана. И минатиот пат зборувавме за Ефес и нели надворешно Ефес изгледала како многу добра црква. Активни се, служат, евангелизираат и некој ќе се рече: јас би сакал да бидам дел од оваа црква. Ама ако можеш да избереш црква од овие 7, или ако можеш да избереш да речеш јас би сакал да бидам дел од оваа црква, ја мислам дека најдобра препорака е посакај да бидеш дел од црква која што е како оваа во Смирна. Кој што Христос вика: страдате и сиромашни сте. Али вика: не сте баш толку сиромашни како што светот ве смета за сиромашни. Бог и светот имаат различни стандарди за тоа што е сиромаштија, што е богатство. Во Божите очи вистинско богатство е тогаш кога остануваме верни на Него, е тогаш кога го следиме Неговиот пат. И вика: ги знам хулењата на оние кои за себе велат дека се јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина. Ова не значи дека Христос ги нарекува сите евреи сатанска збирштина, таман работа. Туку во Смирна имало евреи кои што исповедале вера во Бог, ама истовремено ќе слушнале дека некој христијанин идат кај римските власти и го кажуваат. И Христос вика: има луѓе во Смирна кои што викаат: јас се верувам. Ама кога треба да застане на твоја страна, не застанува на твоја страна, туку одите кодоши. И Христос вика: тие кои што исповедаат вера во Бог, ама не ги сакаат другите кои што исповедаат вера во Бог, вика се сатанска збирштина. Не се однесува на сите евреи, туку на конкретна група на евреи кои што се наоѓа во Смирна. И вика во 2 глава 9 се вика: знам и за твојата сиромаштија. И кога читав ова се сетив на, вика: знам за твојата сиромаштија, ама ти си богат. Но ти си богат. Кога читав ова се сетив на татко ми, некој од вас го знае татко ми. И порано уште мислам дека не знам дали ја воопшто оде по црква редовно, ама многу често знаеше кога правиме овој со мајка ми да ја каже: јас и Тале, а Тале беше порано пастор во црквата. И они беа, тогаш мислам дека уште не во црква, ама татко ми и мајка ми, и Тали неговата сопруга и неговата ќерка беа единствените на улица кои што одеа редовно во црква, се моле и така натаму. И некој пат кога имавме нова финансиски проблеми, татко ми знаеше секој пат на мајка ми да рече: јас и Тале сме најбогати на улица. А збориме, значи, на улица кај што има бизнисмени, кај што има печалбари, кај што има многу богати луѓе. И вика: како е богат? Вика: гледај финансиски проблеми. Ние сме најбогати на улица. Идејата не беше дека стварно имаме најмногу пари во џеп на улица, туку поентата беше дека тоа што ние го имаме, овие луѓе дај Боже еден ден да го имаат, не дека не. Ама моментално ние сме најбогатите на улица. Зошто? Бидејќи имаме духовно богатство кое што никој не може да го земе. И тоа го вели Христос на црквата во Смирна. Да, во светот, луѓето од светот викаат: абе гледај кај се нашли овие во црквата во Смирна, значи сиромаштија, што да ти кажам. Христос вика: ако ви имате таква репутација пред другите луѓе, во моите очи, вие го имате на кое што е најважно. И причината зошто нели се сиромашни, како и во голем дел од другите цркви во првиот век, е затоа што се соочуваат со прогонство. Во тоа време, ако не исповедаш дека Цезар е Господ, големи се шансите дека никој нема да сака да купува и да продава од тебе. А така се печалило во тоа време. Со други зборови, ако не кажеш Цезар е Господ, ти може да имаш тезга на пазар, никој не купува од тебе, те знаат дека си христијанин. И затоа вика: сиромашни сте. Немате многу пари помеѓу вас, ама имате вистинско богатство. Ова е многу важно да го имаме на ум. Овој стих никој пат не треба да се користи како аргумент дека христијаните треба да бидат што посиромашни. Некој пат, за жал, низ историјата на христијанството, низ историјата на црквата, секој се гледал на христијанството како на сиромаштијата како на идеал. Колку посиромашен, толку подобар си. Колку помалце пари имаш во џеп, толку Бог повеќе се му мил на Бог. Нема врска тоа.
Има разлика помеѓу тоа да бидам сиромашен како резултат на мојата вера во Бог, затоа што не можам да заработам пуше тоа што го заработувам, и има разлика помеѓу тоа да бидам јас сиромашен затоа што не ми се работи, или затоа што не сакам да станам од дома да отидам да побарам работа, или што и да. Ја верувам дека ако сиромаштијата е резултат на мојата вера во Бог, затоа што не можам да заработам пуше тоа што моментално го заработувам, окей. Таа сиромаштија му е угодна на Бог. Ама ако сиромаштијата е резултат на не ми се работи за таа пара, или не ми се работи за минималец или што и да е, тогаш ја верувам дека важи тоа што Христос и го вика на црквата во Солун, тие што не работат, нека не јадат. Збориме за работоспособни луѓе кои што едноставно викаат не ми се работи. Не е тоа дел од христијански. Некој пат за жал тоа е лошо сведоштво пред луѓето од светот. Ако Бог ти дава можност да заработуваш, заработувај. Да имаш за себе, па да имаш и за другите околу тебе. Нели, како христијани ние сме повикани да даваме. Павле вика поблагословен се дава отколку да се зема. Ако стварно веруваме дека Библијата е Божи збор и дека тоа е така, ние треба да се стремиме истовремено да се пазиме од сребролюбие. Ова е многу важно. Бидејќи сребролюбието не е само некој кој што има многу. Сребролюбието може да го има некој во срцето дури да нема ич. Ама постојано да копне по тоа. Пазејќи се преку помошта на Светиот Дух од сребролюбие, верувам дека христијаните не треба да се стремат да бидат сиромашни. Треба да се стремат да заработуваат повеќе, за да даваат повеќе. Бидејќи нели, имаме книги, имаме Библии, имаме трактати и така натаму. И фала на Бог, тие ги имаме денеска бесплатно. Ама ние бесплатно сме ги добиле. Ама никој не ги спечатил бесплатно, така? Некој морало да даде. Некој морало да инвестира за ние да го имаме денеска тоа. И верувам дека Божиот повик за оние кои што имаат можност е, ако можеш да работуваш повеќе и при тоа не наштетиш на својата душа, само напред. Само напред, бидејќи ќе можеш така да помогнеш во христијанската служба. Кога некој ќе ти рече не плаши се, замисли минуваш низ некоја одредена ситуација, низ некој одреден проблем. Некој ќе ти рече не се плаши, и најчесто следните зборови е ќе биде се во ред. Ќе биде добро. А Христос се вика на црквата не се плаши од тоа што ќе треба да го истрпиш. Со други збори не вика не се плаши се ќе биде во ред, туку вика не се плаши допрва доаѓа страдањето. И некако како малце како контрадикторно да испаѓа, како не се плашам кога ми најавуваш дека ме чека страдање. Ама Христос се вика на црквата и дава на некој начин добра перспектива на тоа што допрва ја очекува. И ова е едно од ветувањата во Новиот Завет, не е директно за нас денеска, бидејќи вика ѓаволот ќе фрли некој од вас во затвор, никој од нас не отишол во затвор заради тоа. Ама ова е едно од ветувањата кои што верувам дека црквата во Смирна воопшто не сакала да ги слушне. Може би сакале да слушнат охрабрување, се ќе биде во ред, ајде кај да ќе заврши ова страдање. Христос се вика, знам дека страдаш и ќе имаш страдање. Ќе имаш страдање бидејќи вика некои од вас ќе бидат фрлени од ѓаволот во затвор. И на некој начин Христос и кажува на црквата во Смирна, може би они очекувале, ајде кај да е страдањето ќе престане, кај да е овие маки, овие проблеми со кои што се влечеме толку време ќе престанат. И Христос се вика, нема. Ама им дава правилна перспектива. А тоа е, вика, не плаши се. Не се плаши поради тоа низ кој што треба да поменеш. И тоа е првото нешто кое што е многу важно во однос на страдањата. Прво, збориме за црквата Смирна, но збориме за секој еден од нас денес, како поединци, а уште поважно и како црква. Првото нешто, секој пат кога минуваме низ одредени периоди на потреба, низ одредени периоди на криза, на недостаток, Бог вика, прво, не се плаши. Не се плаши е важна порока и за црквата денес. Во време во кое што имаше на така наречена пандемија, во време во кое што има војна, во време во кое што не знаеме што ќе се случува во однос на енергетски кризи, економски кризи, така натаму, верувам дека Христос се вика на црквата и денес не се плаши. И тоа не се плаши не значи дека мене не ми е гајле што се случува. Дали ти е гајле или не, ќе отидеш на пазариња и ќе видиш дека цените се дупло поголеми од тоа што биле претходно. Ама ако Христос се вели на црквата не се плаши, не значи тоа немојте да бидете засегнати.
туку што ќе направи со плашењето и со стресот и така натаму. Во Матеј 6 глава вика, што ако се секираш ќе направиш нешто плюс, може се додадеш една педа на својот раз. Не можеш. Стравот никој пат ништо, нашиот народ вика дека стравот го чува лозјето, и некој пат има ситуации кај што нели стравот е во смисло како стравот е да човек да биде трезвен, треба да биде буден. Ама стравот никој пат нема да вроди со нешто добро во нашите животи. Стравот е уствари некој рекол дека стравот е вера во сатаната. Бидејќи ќе ти дојде, ќе ти каже нешто во главата, некоја идеја, и ти ако земеш да си игра со таа идеја, ако он ти даде само една реченица и ти од таа цела реченица направиш шпанска серија, си развил цело сценарио, тоа е тоа што го прави стравот. И Христос се вика на црквата, и ја ќе ви кажам што ќе ви се случи, ама немојте да дозволите тоа да создаде страв во вашите срца. Второ нешто кое што е важно од овој стих, кој што гледаме дека Господ Исус многу добро ги знае плановите на сатаната. Дека нема да се плашиш, од тоа што ќе се случи, еве, ѓаволот некој од вас ќе ги фрли во затвор. И не само што ги знае, ова е малце, ај тоа дека ги знае, окей ние со тоа, окей сме со тоа. Ама тоа што е малце почудно е дека му дозволува на сатаната некој пат да направи работи кои што ние си викаме, ама зошто ми се случува ова? Предпоставам дека ако Христос не го пратил ова писмо на црквата во Смирна можеби ги се рекле, ама зошто сега па и во затвор почна да не затвараат? Бог дозволува некој пат работи кои што не ни се допаѓаат и на почетокот не знаеме зошто тоа се случува. Некој пат се случува и со години да не знаеме зошто одредена ситуација не се случила нас. Ама верувам дека во негово време Бог ќе ни открие зошто. Ако не тука, Павле вика еден ден кога ќе биде на небото, ќе гледаме лице в лице и таму ќе ни биде се јасно. Што било, зошто било и како било. Ама Христос многу добро ги знае плановите на сатаната. И третото нешто кое што го читаме во овој стих е дека Христос си вели на црквата, вика ќе бидете нажалени 10 дни. Ова 10 дни е на некој начин како период на тест. И најверојатно не станува збор за точно 10 дена, туку 10 дена значи одреден период. Одреден период кога црквата ќе биде нажалена. Ама интересното е тоа што Христос си најавува. Еве што ќе се случи. И замислете колку би било интересно кога нашиот живот би функционирал така. Уште пред да ти се случи нешто, Христос ти вика, знаеш што, за месец дена, еве што ќе се случи. Знаеш што, вечер, еве со каква ситуација ќе се соочиш. Или за година дена, еве со каков проблем ќе се соочи твоето со каков проблем ќе се соочи твоето семејство. Би било многу интересно кога Христос би не најавил од време. Као чисто да знаеш. Ама не функционира христијанскиот живот така. Камо да беше така? Да знаеш, ќе се спремиш, имаш месец, 2, 3 пред тебе, ќе се спремиш и ќе биде. Најчесто ни се случуваат работи изненадно. Црквата во Смирна имала привилегијата Христос да рече, еве што ќе се случи. Ама вистинската вера, верувам дека се проверува тогаш кога не знаеме што ќе се случи и велиме Боже, што и да дојде од тебе. Не дека ти директно си го потнал, некој по тебе, Бог само дозволува зло. Бог не е изворот на злото, Бог го дозволува злото. Ама верата се проверува тогаш кога ќе може да кажеме Боже, што и да се случи, и јас сум ти верен на тебе. И она што Христос си го вели на црквата во Смирна е бидете верни до самата смрт и ќе ви го дадам венецот на животот. Ова е повикот за секој еден од нас. Биди верен до самата смрт. За христијаните во Смирна во тоа време самата смрт смртта можеби ќе дошла за недела 2-3, затоа што ќе бидат во затвор, после тоа ќе бидат измачувани, можеби погубени. Дај Боже Бог да не проживее сите уште долги години. Ама Божиот повик до тогаш е биди верен. И зошто Христос си го кажува на црквата? Зошто Христос на црквата во Смирна и нас денес? Затоа што добро е кога минуваме низ страдање, кога минуваме низ болка, Бог преку неговото слово ни кажува да бидеме верни, ама едни со други да се поттикнуваме, да се охрабруваме и да си речеме, знаеш што, знам дека ти е тешко, знам дека оваа ситуација боли, знам дека е комплицирана, ама остани му верен на Бог, остани му верна на Бог.
А тоа што кога се соочуваме со такви ситуации на страдање, пак ќе речам, ова е страдање кое што нема никаква врска со нивни грев. И некој пат ќе се случи стварно да е страдање кое што нема никаква врска со наш грев. И кога ќе се случи тоа, ѓаволот многу често ќе дојде и ни се мисли во однос на Божјата добрина, дека Бог не е добар. Ако Бог ти го дозволи ова, па зашто ти да му веруваш и зашто да му останеш лојален до крајот на животот? И затоа Христос се вика на црквата во Смирна, биди верна. Ќе се сетите кој беше главното искушение на Јов во книгата Јов. Значи Јов претрпел големи страдања и главното искушение беше да го проколне Господ. Со други зборови да рече, батали, не верам во тебе, не си добар, не заслужуваш мојата чест, мојата слава, не заслужуваш мојата вера, затоа што ми е тешко. И Христос се вика на црквата во Смирна, дури во тие моменти, кога ќе се сомневаш, кога ќе имаш отворени прашања, кога ќе се речете, зошто баш сега ние во затвор има некој од нас, зошто се измачувани некој од нас, зошто се мачени некој од нас, Христос се вика на црквата, биди верен, биди верна до крај. И тоа е повикот за нас денес, бидејќи кога ќе дојде сатаната со неговите мисли, со неговите искушенија, каде ти е Бог сега? Зошто Бог го дозволи ова? Па вака ли се однесува Бог кон тебе кој што те сака, нели во Библијата пише дека те сака? Ако те сака, зошто ги имаш овие ситуации сега со кои што се соочуваш во животот? Ако поверуваме во тие мисли, и како што кажав претходно, ако доволно долго сикнеме во главата со тие мисли, јас верувам дека прашање на време кога малце по малце, некој пат не е одеднаш, ама малце по малце ќе му откажуваме верност на Бог. Малце по малце нема да ни интересира ниту Бог, ниту тоа што е Божјо. И со оглед на тоа што црквата во Смирна нема духовен проблем од тоа што го читаме, Христос си дава само ветување. Вика, биди верен до самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот. И после тоа, уште едно има, вика на победникот, втората смрт нема да му нанесе штета. Втора смрт се однесува на вечната смрт. Секој ќе искуси смрт на еден или на друг начин, ама втората смрт, односно вечната смрт нема да важи за оние кои што се во Христос. И оно што Христос си го вели на црквата во Смирна е подобро истрпи малку страдање со вера во мене, отколку вечно да страдаш, а додека си бил жив на земјата да не си имал вера во мене. Јас би рекол дека тоа е добра идеја. Подобро тука додека сум на земјата да имам вера во Бог, дури тогаш кога е тешко, отколку да речам, јас си терам по свој, Боже, ти веќе не ме интересираш, ама Христос вели, ако правиш така, вечната смрт ќе ти наштети. Со други зборови, може би во животот, овдека во животот ќе речеш, не ме интересира Бог, ама што е со вечноста? Затоа подобро е кога му веруваме на Бог сега, дури тогаш кога е тешко, отколку да му откажеме верност. И ова послание, мислам, ова писмо црквата во Смирна е многу добро подсетување дека Бог не ни ветил дека секое поглавје од нашите животи ќе биде сјајно, ќе биде супер, ќе биде радосно, дека се ќе биде во ред. Бог ни ветил дека се им врви кон добро на оние кои што го сакаат Него, оние кои што се повикани по Неговата волја. Некој пат и страдањето, не некој пат, туку секој пат и страдањето низ кое што минуваме, ќе оди кон добро за оние кои што го сакаат Бог. Не заборавајте го примерот што го спомнав претходно во однос на страдањето, во однос на како се добива Смирна. Смирна се добива тогаш кога дрвото треба да помине со одреден процес, ако може така да кажеме, на страдање. Кога минува дрвото низ одреден процес на страдање, се добива нешто што е од убав мирис и се добива нешто кое што некој пат дури се користи како лек. Кога минуваме низ одреден процес на страдање, ако останеме верни на Бог, ако не дигаме раце од Него, верувам дека Бог во нас и преку нас ќе произведе нешто кое што ќе има убав мирис, ако може така да кажам, символички кажано, за луѓето околу нас, и исто така ќе биде некој начин како Бог ќе ни искористи да видиме тој преку нас да биде лек за душите на луѓето кои што ги сретнуваме.
и нека Бог ни даде сила да останеме верни. Нека Бог ни даде сила како и Поликарп да речеме, па толку години ја му служам на мојот Спасител. Сега ли да се откажам од него? Толку години он ми остана верен на мене. Вреди ли ја сега да се откажам од него? И црквата во Смирна постоела уште многу време после ова. Пак ќе кажа, Смирна е денеска единствениот град кој што се уште постои некако Смирна денеска, на тоа место постои градот Измир. Сите други градови кои што ги има во Откровение, 7 градови, веќе се само рушевини, ништо повеќе. Смирна е единственото место каде што се уште живеат луѓе, нели, модерен град и така натаму. Ама црквата истрајала доста време. Истрајала доста време затоа што имала правилна перспектива во страдањата. А таа правилна перспектива во страдањата е: не се плаши, Бог ги знае плановите, негови добри планови, Бог ги знае плановите на сатаната кои што тој ги има заради наштети, и Бог не мора да дозволи сатаната да ја наштети на твојата душа, се додека се држиш до него. И затоа пораката на Христос е: биди верен, биди верна до самата смрт.